Благодарам, професор Серафимовска, за вашите убави зборови. Почитувам подпредседател на Собранието, почитувана председателка на Комисијата за култура и туризам, драги почитувани подпредседателка на Собранието исто, драги почитувани колешки, колеги, пратенички и пратеници, уважени колеги, професори и професорки, почитувана јавност. Денеска е важен ден. Денеска одбележуваме еден јубилеј, а тоа е 80 години битисување на македонскиот јазик како стандарден јазик. Истиот, како што е општо познато, беше кодифициран на првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година. Тогаш била донесена одлуката за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во новоформираната македонска држава, тогаш Демократска федерална Македонија, во рамките на Демократска федеративна Југославија. Но она што мора да се потенцира е дека стандардизацијата на македонскиот јазик беше направена многу пред нејзината кодификација во 1944 година. Односно, истата беше најавена од Ѓорѓија Пулевски, Лозарите, како и со финалната стандардизација на Крсте, Петков, Мисирков, која стана прифатена и истата е почитувани темелот на која се изгради кодификацијата на јазикот. Овде сметам дека е важно да се каже дека во ноември 1944 година Президиумот на АСНОМ назначил комисија чија задача била таа да даде предлог за македонската азбука и македонскиот правопис. Оваа комисија не ги допрецизирала докрај своите ставови и мислења во врска со односните прашања, пошто биле направени измени меѓу членовите на комисијата, па во следната 1945 година биле донесени следниве решенија. Во македонскиот литературен јазик да се установат оние форми од централните македонски говори, што во најголем степен ќе ги поврзат сите наши говори и ќе биде лесно приемливо за луѓето од сите наши краишта. Во македонскиот литературен јазик треба во најголем степен да се изрази неговата народна основа. Речникот на литературниот јазик да се збогатува со зборови од сите наши дијалекти, да се изградуваат зборови со живи наставки и само колку што е потребно да се усвојуваат и туги заемки. И македонската азбука да биде составена од толку букви колку што има гласови во литературниот јазик. Правописот да се изработи врз фонетскиот принцип. По овие решенија, Комисијата за азбука и правопис во дефинитивна форма ги формулирала своите ставови во резолуцијата донесена на 3 мај 1945 година, која пак била усвоена на 5 мај истата година од владата на Демократска федеративна Македонија. Почитувани, македонскиот јазик е рамноправен јазик 80 години и на меѓународно ниво, тоест во рамките на Обединетите нации. Како што ќе констатира професор Михајло Марковиќ, вештачките јазици, оние кои немаат жива основа, не успеа да го поминат тестот на времето. Македонскиот јазик се изучува и се изучувал на различни нивоа, на повеќе од 30 светски универзитети, и тоа во Мелбурн и Сиднеј во Австралија, Виена во Австрија, Тирана во Албанија, Неапол, Италија, Торонто, Канада, Варшава, Краков, Катовице и Сосновиец во Полска, Крајова и Букурешт во Романија, Москва и Перм во Русија, Чикаго, Чепел Хил и Портланд во САД, Љубљана и Марибор во Словенија, Истанбул, Турција, Будимпешта, Унгарија, Париз, Франција, Загреб и Риека во Хрватска, Прага и Брно во Чешка и многу други. А во поглед на научните истражувања, оваа бројка е 3 пати поголема. На овој особено значаен јубилеј, на кој обележуваме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, дозволете ми да завршам со стихот на великанот на современата македонска поезија Анте Поповски. О, евеа таа проста земја од грч и од чекање, што ги научи и звездите да говорат на македонски, а никој не ја знае.
нека е за многу години, или како што говореше големиот Коневски, јазикот е нашата татковина. Ви благодарам.